Фокусот на денешната дебата е на децата и младите како ранлива група. Исто така констатиравме дека многу малку координирано се работи на правата на децата и младите во јавната сфера. Сега, благодарение на активностите на мрежата за медиумска писменост и она што го работи АВМУ, особено оваа година, фокусот е ставен на децата и младите. Она што ние како РЕСИС го забележавме во делот на развивањето на медиумска писменост недостасува фокус на улогата на родителството во дигиталното опкружување и затоа во втората точка Јуле ќе го представи прирачникот за родители за работа со деца, особено од предшколска возраст во однос на развивање на критичката свесност на децата за различните содржини со кои се среќава децата уште од најрана возраст и во медиумите и на интернет и на социјалните мрежи. Во прирачникот е објаснето зошто е медиумската писменост од особена важност во денешницата за како тема за нашите деца, за тоа зошто треба да дискутираме, затоа што сакале некеле секако дека медиумската содржина влијае врз нас, особено на нив, затоа што децата како мали понаивно, некако интуитивно си ги восприемат информациите како да се наменети за нив и на поинаков начин ги сваќаат истите. Затоа треба како и родителите, како што кажав, и сите возрастни да бидат сконцентрирани на тоа што допира до нив и да се обидат да им направат дистинкција помеѓу оноа што е вистината информација, лажна информација и така натаму. Од каде да се почне? Значи, пишува во прирачникот дека во времето во кое што живееме, децата од најмала возраст се изложени на медиумски содржини и на информации кои ги восприемаат од медиумите, така што тогаш би требало да се почне. Од најрана возраст би требало да се почне со основната дистинкција како што правиме при објаснување на она што е вистинито, што е бајка, што е приказна. Би требало да се почне од најрана возраст да им се објаснува тоа што значи медиумска содржина и што е она што го гледаат на екраните и го восприемаат од списанија, од таблети, од телефони, затоа да се направи едноставна дистинкција помеѓу реалност и фикција и да се представи какви се улогите на луѓето што ги презентираат информациите, зошто се презентираат тие информации, односно константно да се има диалог околу тоа што они го восприемаат како информација. Пред се ви благодарам за тоа што ја организиравте ова работилница или представување на резултатите од истражувањето, а и самиот прирачник. Ми се допаѓа тоа што е краток и што нуди некакви чекори. Со тоа што јас која што се грижи за правата и на пациентите со ретки болести, на ретка болест од ХАЕ Македонија. Меѓутоа, случајно сум и педагог по професија. Морам да кажам дека многу е актуелна оваа тема и многу е актуелно прашањето на тоа како нашите деца, нели тие што ги растеме дома како родители, меѓутоа и она што се образуваат во училиштата, некако ни се наметнува како обврска да децата навистина ги направиме едни критички размислувачи, затоа што сме сите со мноштво лажни информации или дезинформации, како да се селектира сето тоа. И дури да рече контрола, мислам дека ќе се воспостави на овие класични електронски медиуми, меѓутоа за социјалните медиуми јас не знам како да се воспостави контрола и кој, да речем и како родител, меѓутоа старател или наставник, образовен работник може да изврши одредена контрола врз тоа на што се силни нашите деца. Здраво и од мене на сите. Баш ова Снежана што го кажа последно беше основа на она цела дискусија која што јас ја замислив за денеска.
Значи, ние како генерации, нели повозрастни, да кажам, кога растевме и кога бевме деца, имавме еден медиум, два евентуално. Информациите кои што ги примавме беа строго ограничени и однапред осмислени што е тоа што ние како деца би можеле да го примаме како информација. Денеска не е така, за жал или за радост, не знам како. Нашите деца имаат достап до голем број на информации кои што ги примаат денеска. Среќна сум што фокусот на вашето истражување и на целата ваша работа се деца и млади, меѓутоа не смееме да ги заборавиме овие генерации, нашите повозрастни генерации, кои што се полни со стереотипи и предрасуди. Здраво на сите, Владо Караев од Рубикон, која сме веќе ке стереотипите и предрасудите кај огромната популација кај нас во нашата ни држава. Можам да кажам дека и многу професионалци кои што работат на сферата на човековите права се полни со стереотипи и предрасуди. Тоа го видовме во многу наврати, особено во процесот на деинституционализација на децата згрижени во установите. Кога се случуваше етикетирање, неприфаќање од средините каде што децата се преселува во мали групни домови, не само што се соочија со вербално насилство од страна на многумина во сите населби каде што се преселија во малите групни домови, туку не наидовме на никаква поддршка од невладините организации кои што работат за заштита на детските права. Јас сум Роберта Митревска, председател сум на Асоциација Ластовица, здружение кое што се занимава со правата на деца и младенци со попречено со развој. И сега конкретно за темата да се надоврзам на која што работиме, од секој аспект и сослушав колку што успеав сите соговорници и се сложувам со сето она што го истакнуваат тие од својот аспект. Честитки за вашиот проект кој што го имате и сметам дека оваа медиумска писменост навистина е од голема важност, посебно за нашата категорија, но навистина ни треба голема заштита и со голема прецизност треба да се пренесуваат сите работи кои што сакаме да ги споделиме и за нашата категорија на корисници и за самите нив. Да работам во средно училиште, се случуваше да млади значи прават фотошоп, од кај мене има информатичари, тело од девојче, од глава, например, незина, друг дел од тело и децата се девојчињата, значи тоа предрасуди кон неа, се повлекува и не дојде у школа. И ние што направивме проект за влијание на медиумска писменост, тоа преку МИМ беше, што направивме, ги обучивме децата, тука беше обучувач Зоран Ивановски, новинарот, ги обучивме децата како да препознаат медиумска лага, како да бидат борци на препознавање. Дори они неколку пати и во Марина Тунева што беше во за етичка. Совет за етика, да. Совет за етика дори добија 2 случаи. Веќе они беа во 3 средни училишта, беа на некој начин инспектори внатрешни кои откриваа што се случува на интернет. Арнома ние тука вклучивме и родители и наставници. Родители во исто време пробаа да ги следат мрежите, да приметуваат нивните деца како се однесуваат, дека тоа може влијаело на психичко здравје. Професорите исто да влијаат на часови, да препознаваат, веќе да ги препознаваат последиците, значи психички, и како можат да влегуваат во кои мрежи, да се интересираат нивните ученици, деца или другарчиња. Значи тука беа вклучени родители, наставници и имавме радио емисии. In the virtual or in the real world, the rules are the same. Be media literate. Media Literacy Days for Children and Young People from 22nd to 29th of November. Learn more at www.mediumskapismenost.mk.